Здраво, драги пријатели, добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборуваме за тема која што и прашање кое што ми го поставија. Ја не сум сигурен искрено дали можеби го имам опфатено како тема и можеби во многу помала доза, можеби немам толку логично објаснување дадено, но е поврзано со водата, односно која вода е подобро за конзумација, али за да не нагаѓам ќе го погледнеме прашањето и се враќаме ќе дадам одговор на сето тоа. Јосиф, што мислиш? Која вода е подобра за пиење? Флаширана или од чешма? Прашањето е феноменално, одлично прашање и одговорот веднаш ќе ви го дадам и мојот одговор е водата од водовод, односно од чешма, како што беше во прашањето. Ќе ви дадам неколку логики. Прва работа, многу од луѓето го почнуваат да конзумираат флаширана вода затоа што се фаќаат во тој маркетиншки трик, дека, не знам, е прочистена, е флаширана, е бла 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 бла, многу маркетиншки трикови на кои што јас сум подлегнувал, но веднаш ќе ви кажам дека не постои порегулирана вода од водата која што има во водовод. И комуналните предпријатија, барем и еве и во Македонија, али и на светско ниво, кои што се занимаваат со дистрибуцијата на вода, производството и така натаму, подлежат на огромни регулативи кои што мора да се запазени, и затоа прва работа поради која што сум гласам за водата од водовод, односно од чешма, е таа. Од друга страна, она што можеби, еве, ако зборуваме од водовод за бунарска вода во викендици, надвор од населени места и така натаму, она што само треба да го направите е да испитате микробиолошки, тоа би било препорачливо да го правите на 12 месеци, некаде еднаш годишно, али во секој случај водата од водовод е фаворит кај мене. Втора работа која што многу од луѓето можеби ги плаши е затоа што можеби водата од водовод која што е малку потврда, народски кажано, односно има повеќе бигор, може да предизвика камења во бубрек и така натаму, но у старт ќе ви кажам дека тоа е најголемиот мит и нема никаква врска, од причина што камењата во бубрек по состав, ако ги гледаме хемиски, се оксалатни, додека камењата кои што ги има во вода се карбонатни и немаат едно со друга врска. И трета работа, зошто ја не сум фан на флаширана вода, е затоа што прва работа е преработена и процесирана, а друга работа е тоа што пакувањата и начинот на кој што се флашира водата не е баш најдобар. Ако зборуваме, еве, можеби стаклото не е страшно, но пластиката која што 90% од водата која што се флашира е страшно и од здравствен аспект страшно. Се немој да ме разберете погрешно, али у секој случај јас не ја прифаќам, од причина што пластиката која што се флашира, прашање е како потекнува, како е произведена, како е дојдена. Од друга страна, бидејќи не се користи не знам каква квалитетна пластика, нормално секој производител и секоја фабрика се труди да произведе што поевтино за да на крај на година профитот е поголем. Тоа значи дека неквалитетната пластика ќе придонесува, особено во топли денови и во случаеви кога имате вода во кола на собна температура или на уште потопли, можеби, околности, да одредени хемиски соединенија мигрираат во самата вода. И тие одредени хемиски соединенија, ама баш не ги сакате во вашето тело, затоа што некои од нив и се канцерогени. И ова можеби сте го слушале. И од друга страна, за кое што треба можеби да бидеме најгласни е колку флаширањето на вода и штети на планетата. Зборуваме од производството на пластика и рециклажата која барем во Македонија ја нема. Тоа значи за да се произведе толкава огромна количина на пластика за да се флашира вода, потребно е огромна количина на загадување на планетата Земја и од друга страна искористените шишиња од водата, односно таа пластика повторно барем во Македонија тешко се регулира и се фрлаат на секаков начин, дури не се фрлаат ни во континер, и од друга страна и таа е логиката која што можеби повторно флашираната вода губи, барем во моите очи, а јас знам дека многу од вас ќе ви држи сето ова логика и слободно може да прочитате и да прогуглате, ќе ги најдете сите овие факти за кои што јас денеска зборувам. Такало околу водата, дали флаширана, дали од чешма, односно од водовод, 10 гласови повеќе за водата од водовод и се надевам дека
Некој барем од вас ќе го поттикнам да размислува во оваа насока и да направи некои промени кои што не само кај себе можеби ќе ги осети и ќе придонесе на долг рок да можеби здравствено не се случат некои работи, али од друга страна да помогне на планетата Земја. Дечки, тука ве оставам, завршуваме за оваа тема и за оваа епизода. Одлично, уште еднаш прашање, фала ви за интеракцијата и се гледаме во наредното издание. Ве оставам во здрави животни навики и ве посакувам убав ден. Пријатно.